ова издание. Европската унија очекува да се расчисти неизвестноста околу СЈО, вели Калтрина Селими од Националната фондација за демократија во Вашингтон. Израел ја преиначи одлуката со која претходно забрани американска конгресменка да ја посети државата. Од 80 до 250.000 долари чини замрзнување на човечко тело со надеж за живот во иднина. Ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е Ньюс Флеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Израел ја преиначи одлуката со која претходно забрани американската конгресмена Рашида Тлаиб да ја посети државата. Забраната сепак не е симната за Илхан Омар. Израел претходно забрани Тлаиб и Илхан Омар да влезат во земјата. Омар денеска не беше спомената во соопштението на Израел. Тлаиб и Омар гласно го критикува Израел поради третманот на палестинците. Врховниот суд на територијата на Британија, Гибралтар, донесе одлука за ослободување на иранскиот супертанкер Грейс 1, кој со време откако САД лансираа нов обид во последен момент за негово задржување. Владата кажа дека примила уверување од Техеран дека нема да испреке сирова нафта во Сирија. Европската унија очекува зголемен политички диалог и транспарентност на институциите, вели Калтрина Селими од Националната фондација за демократија во Вашингтон. Со неја разговараше Милена Ѓоргиевска. Се уште нема видливи резултати за граѓаните од реформите во судството, вели Калтрина Селими од Националната фондација за демократија во Вашингтон, коментирајќи дали истрагата рекет ќе биде тест за функционирање на правната држава. Било кој процес кој што не донесува значителни резултати во рамките на доброто владење на правото, враќање на довербата на граѓаните во државните институции, во политичките процеси, изборните процеси, и исто така убедување дека постојат домашни капацитети и волја да се спроведат и имплементираат овие реформи, се уште е голема дискусија во јавноста во Северна Македонија. Иако реформскиот процес не се случува преку ноќ, Европската унија сега очекува зголемен политички диалог и транспарентност на институциите пред одлуката за почеток на пристапните преговори, вели Селими. Според неа, не треба со сигурност да се очекува дека датумот ќе биде добиен во октомври. Европската унија очекува за ова неизвестност за иднината на специјалното обвинителство да се расчисти. Доколку не се расчисти истото, дури најсигурните европски земји членки на Европската унија може да се разниша нивната поддршка. Конструктивно учество на опозицијата во овие диалози носи порака за зрелост на партијата сама по себе, вели таа. Да се подели самата одговорност на решенијата кои што се носат на национално ниво. А дека има знаци на зрелост во општеството, вели таа се и последните реакции на јавноста по изјавата на премиерот Зоран Заев, во која тој користи несоодветни зборови за новинари и ЛГБТ заедницата. Самата идеја дека може да се реагира слободно против овие појави или било што кој што не се согласува мнозинството, тоа е знак на зрелост, дека достигнуваме едно ниво на зрелост, но не значи дека и сме каде што треба и да бидеме на тоа ниво. Селими е оптимист дека државата ќе стане 30-та членка на НАТО, ако се земе предвид дека досега 26 земји членки го имаат започнат овој процес, од кои 18 ги имаат целосно завршено и депонирано нивните одлуки. Сепак, вели таа, за влез во Европската унија ќе биде потребно да се спроведе широк опсег на реформи за владење на правото, како и да се покаже институционална и политичка зрелост. Израелците и палестинците се подготвуваат за нов мировен план од Вашингтон. Сепак и кај двете страни постои длабока недоверба дека договор може да биде постигнат, известува Линда Гранштайн. Зетот на председателот Трамп и пратеник на Блискиот Исток, Џаред Кушнер, стана чест посетител на Блискиот Исток. На јунската конференција Мир кон просперитет во Бахрейн, тој најави нов економски план за Блискиот Исток. Некои луѓе, подбивајќи се, го нарекоа овој обид договор на векот.
Но во основа не станува збор само за склучување договор. Подобро е да се каже дека ова е можност на векот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека сите се за договорот со палестинците и смета дека Трамп има способен тим кој формулира политички план. Овие луѓе оставија свој белег на пазарите со недвижнини. Сега ова не е само договор за недвижнини, во основа и не е договор за недвижен имот. Туку проблем да се признае постоењето на Израел, проблемот со непризнавањето на еврејската држава во било кои граници. Но кога станува збор за палестинските барања за независна држава во рамките на тој недвижен имот, Нетањаху се двоуми. Палестинците треба да ги имаат сите овластувања за самоуправување, но не за да се закануваат. Што значи дека во било кое политичко уредување Израел мора да ја задржи најголемата безбедносна контрола во малото подрачје западно од Јордан, од Јордан до Медитеранот. Од палестинска страна, аналитичарот Махти Абдул Хади вели дека палестинците ги отфрлаат ставовите на претседателот Трамп, како економските, така и политичките. Трамп се обидува да ги оценува сите под сонцето, особено палестинците. Ја прекина помошта, нема повеќе мисија за помош во САД. Нема повеќе американска мисија за помош, нема повеќе здружување со никого. Те ставаат во кафес и ќе те присила да подпишеш мировно предавање. Луѓето нема да подпишат. Непријателството меѓу палестинците и израелците продолжува, особено по границата со Газа, каде палестинците палат така наречени змејови, за да предизвикаат пожари во израелските полиња. Според израелските аналитичари, актуелните настани влијаат на јавното мислење за мировниот процес. Голем дел од оние кои првично го поддржува процесот сега се разочарани од насилството во изминатата деценија. Тој вели дека во пресрет на престојните избори во Израел, мировниот процес со палестинците одвај се споменува. Од гледиште на избирачите, ова е експеримент кој не успеа. Без оглед на американскиот мировен план, ќе биде потребно многу за да се придружат и израелците и палестинците. Фондацијата Алкор се грижи за 150 замрзнати човечки тела на пациенти. Идејата е кога ќе се најде лек за нивната болест, тие да бидат одмрзнати и оживеани. Научно сомнителна идеја за која многумина сепак плаќаат многу пари, известува Јакопо Лузи. Кога размислуваме за крионика, повеќе помислуваме на анимирани серии од типот на Футурама или на филмовите како што е За секогаш млад. Но во Аризона постои место каде што холивудската иднина се продава како можна реалност. Повеќе од 150 луѓе се криогенски замрзнати во Фондацијата за продолжување на животот Алкор. Надежта е дека еден ден медицинската технологија ќе овозможи повторно да оживеат. Ова е најмладиот пациент што го имаме досега. 2-годишно девојче од Тајланд. Таа имаше терминална болест и беше замрзната во 2015 година. Телото на секој пациент се лади на околу минус 130 степени температура, за која некои експерти сметаат дека на неа е можно да се зачува човечкото тело со векови. Замрзнатите тела се чуваат во цилиндри со течен азот. Нашите пациенти се прогласени легално мртви. Тоа не е исто како биолошки мртви или мртви во фундаментална смисла. Алкор ја промовира идејата дека технолошкиот напредок еден ден ќе им овозможи на лекарите да утврдат што ги убива овие луѓе, како и да овозможи начин за опоравување на сите клетки оштетени од процесот на замрзнување. Но ваквата обнова на клетките е нешто што научниците не се сигурни дека може да се направи кај луѓе. Вистината е дека нема многу научни аргументи кои поддржуваат идејата на Алкор. Најголем проблем е реверзибилноста. Тешко е да се постигне тоа. Но и покрај сомнежите на науката, тоа е токму она што Алкор го продава. Нашата намера е да го спречиме процесот на умирање, така што пациентите ќе имаат шанса да бидат вратени во здрав живот некогаш во иднина. Тоа не е само начин на умирање, туку токму спротивното. Тоа е начин да се живее. А надежта за враќање во живот е скапа. Процесот на замрзнување во Алкор чини меѓу 80 и 250 илјади долари, плюс годишни трошоци. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. За повеќе содржини посетете ја и нашата интернет страница glasnaamerika.com. Имајте пријатен викенд.